Утринско еспресо на Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели на 98,1 FM. Јас сум Љупчо Златев, а вие следите уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Утро заедно со мене ководител е колешката Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро. Подкасти на вечер, подкасти на утро. Кај тебе малку ова веќе станува, како да кажам, Вучич излегувам од фрижидер. Тоа е од прилика. Добре, ако е за некаква утеха, Вучич победи за 51 глас на изборите во Косјериш и како се вика Зајачар. Има таму, па сега со студентите се ребрат по улици. Да, видеја, па не знам, за утеха викаш, добро. За Зајачар особено се радува. Да, многу не засегна нас тоа. Многу ќе ни влие на нашите животи. Како да кажем, во секој случај не е убаво да се споредуваш со Вучич, затоа што мислам дека има лоша судбина. Не сакам да... Комерцијалниот дел. Пред 10 години веќе беше политичар надежен кој може ќе направи нешто, но сега малку За или против како концепт има друга политичка димензија. Подкастот со кој што стартувавме има сосема една трета, не сум конкуренција ни тука. Различно е се. Ние не се ни плашиме од конкуренција, ние уживаме. Имаме, ти немаш конкуренција, односно да. ние како Ние сите спијат до доцна, ние немаме конкуренција, едини наутро одиме. Ово утро наш гостин е Дженур Исени, политички аналитичар, едно од младите лица на македонската, како да кажам, новинарско-аналитичарска сцена. Добро утро, Дженур. Добро утро и благодарам за поканата. Најубаво е да се аналираат работите откако малку ќе се излади атмосферата, да не во жижата, то никој не може да биде објективен, непристрасен и не може баш да ги согледаме работите длабоко, темелно и така натаму. Минатата недела, неделата предходно, имаше една перманентна војна, една перманентна револуција, би рекол, од страна на градоначалничката Даниела Арсовска, која влезе во војна со градоначалникот на Чаир, верували или не, поред тоа што таму имало градби. Замислете, им текна во 2025 година дека на крајот од мандатот, но прашањето ми е како оваа битка ќе влие на Чаир? Некој велат дека Дуи стои позади Даниела Арсовска во сето ова, некој велат дека пракшно ова е обид на Дуи да го реосвои Чаир преку еден асет кој го добиле како партија во меѓувреме малку, нели, како да кажам, нетипичен начин. Како ќе влие ова на изборите во Чаир? Ослабнат ли е сега Влен и може ли Дуи да се надева дека во септември, октомври, ноември, кога се изборите, дека ќе победи во Чаир? Па, во Чаир прашањето за дивоградбите е секој се повеќе политички отколку реално, да кажем, веќе ако гледаме така, ќе треба пола држава да ја рушиме. Значи не постојат дивоградби само во Чаир. Јас не да ме свадите погрешно, не сум про дивоградбите, али таква не е состојбата сега, си да знаеме, да, е јавна тајна е таа. Сепак Чаир процентот на дивоградби е поголем од аеродромот, центар. Да, но на Даниел Арсов му текна сега на крајот на мандатот да го крена, значи, како тема ова прашање, а да го кренеше на почетокот на мандатот, јас мислам дека ќе имаше многу повеќе влијание отколку сега. И особено сега во овие политички констелации, јас мислам дека веќе и се гледа во јавноста, спомнавте и вие, дека како да стане Даниела марионета на Дуи во овој случај, бидејќи и во минатото Дуи, значи во последниве месеци искористи многу карти големи според нив, сега му останала уште Даниела Арсовска. Даниела Арсовска нема политичко влијание и нема и кредибилитет во јавноста, не само кај албанскиот табор, но и кај македонскиот табор, бејќи ние знаеме дека Арсовска без ВМРО не вреди ништо. Значи, знаеме како помина на парламентарните избори на државно ниво
мислам дека имаше околу 2000 гласа, тоа е што позицијата на градоначелник на најголемиот град да половина од држава. Бејки ако беше толку кредибилна, ние треба да прашаме што направил АСОС во овие 4 години. Што проекти јавниот превоз во каос, инфраструктурата, значи секојдневното функционирање на градот никогаш не било полошо. И во ова смисла, јас мислам дека повеќе влијание има, повеќе тежина добива влен што ги разобличува, значи овие недостатоци на асовска со и со ѓубрето што преовладува во градот и со без да ги разобличи, видливо е тоа. Видливо е тоа. Колку што навистина Даниела Арсовска, бејќи политички да кажеме, што добива Даниела Арсовска од сето ова што го прави? Ништо, освен што добива можно е дуи. Можно и тоа. И тоа е знак прашање. Јас мислам дека и покај овие потези во Чаир е многу интересно. Бејќи таму без разлика, изборувам во последните 20 години, сегаш победуваше еден лик таму. Изет Меджити. На последните избори изгуби, таму бејќи го немаше Изет. Така. Тоа има логика, апсолутно статистички. Да, статистичка, јас зборувам, значи според резултатите од минато. Сега, дали Висарганију е перфектен, не е перфектен. И тој има недостатоци, не реализирани проекти. Но во Чаир луѓето гласаат, кандидатот гласа за Изет. Значи тоа е многу интересно, значи. Добре, зошто е толку омилен Изет? Ова е една нова тенденција кај албанскиот политички блок. Ние во македонскиот политички блок уште од времето на комунизмот знаеме да си имаме локални политички мохници. Дали зборуваме за не знам Дзингово Крато. Еве сега го имаме Митко Јанчев во Кавадарци. Имаме во Зоран Заев беше таков пример во Струмица, пред да влезе на државната политичка сцена. Ние знаеме да изградиме, како да кажам, локални политички мохници околу кои се врти огромно влијание на теренот, се вртат и огромни бизниси и така натаму. Еден екосистем, како да кажам, политички бизнис испреплетен. Кај албанскиот политички блок некако Изет Меджити, па може би Рами Смерко до одредена линија, се пионерите во создавањето на вакви локални силни екосистеми кои се понекогаш помокни од партијата која ја представуваат, и кога ќе излезат од партијата, тие практично повторно го имаат главното влијание. Го имаме и Стефче Екимовски во Карпош, значи Стефче победувал од ВМРО, од СДС и така натаму. Дали во случајот со Изет се работи за идолопоклонство во таа смисла или е нешто друго? Кај нас кога ќе се изгради за некој лик култ, многу е тешко да се разбие тој култ за кратко време. Ние кај македонците го има, кај македонскиот блок го има повеќе ово. Значи колку примери ви кажав. И Стефче и пример таков. Значи, Изет Меджити е прв на кој ми паѓа на памет кој ќе помна албанскиот политички блок. За Изет беше многу голема победа од пред 20 години. Сега бејќи сегаш, значи гаѓања викат не, ама тој победеше под чадорот на Дуи 20 години. А тој уствари се отцепи Дуи, повторно го победи Дуи после во Чаир и после изеде и повторно ќе го направи истото, и затоа Дуи пробува секакви карти да користат да го избришат од политичката сцена Изет Меджити, што ќе им биде многу тешко. Тоа при Таравари, не, тие најпрвин проба со протестите пред Уставен суд. Не им успеа, бејќи 100-200 души и тогаш влета тоа како се вика стањето на црна листа. И сето тоа беше значи како кажам, невидливо. После организира седби со гаѓањите во сите градови, во тие минисалите, и повторно потврдија, бејќи и тие минисали не беа толку, значи, полни како што очекува. И после тоа најавија протести. Големи протести, и не ги видовме тие протести на Дуи, бејќи немат капацитет да организираат протести. И после тоа проба со Таравари, што колку толку им успеа, бејќи колку толку се крене од смртна постела Дуи, но сепак математиките не им излегува како што тие планира. Бејќи Таравари не го отцепи цела своја партија од влијание. Го отцепи, да кажам, може само 20%. За да бидеме конкретни за Таравари, Таравари прво
одцепи половина од својата партија да отиде со Влен, и потоа одцепи уште една половина за да се врати на крај со Дуј. Да. Не е една половина. Но баш тоа сакам да го спомнам. Значи, зошто 4-5 месеци, или нема и 5 месеци кога се објави некои анкети, Таравари имаше 4,2% рейтинг. Што е одличен резултат. Ама зошто сега ќе кажам? Села имаше 0,7%. Значи, откако правише коалиција со Ахмети, пред да правеше коалиција со Ахмети, Села имаше скоро 4%. Значи, гласачот, обичниот гласач на Алијансата за албанците има антидуј дух. Села има 0,7% за тоа што сега има коалиција со Дуј, односно е во коалиција со Дуј. Таравари има 4% бејќи го направи вистинскиот потек кога, значи, премина во Влен и го испратија Дуј во опозиција. Јас сум сигурен дека ако сега се некој институт прави анкета, сум убеден дека Таравари нема да има ваков рейтинг после овој потек. Што го направи да го крена од политичка смрт Дуј. Значи, Таравари е многу, и покрај тоа што не е аргументиран, ми изгледа како да е уценет. Шо вика Таравари, например? Вика, не успеавме да ги исполниме ветувањата како дел од владата, но бараме доверба за локалните избори. Па логично прашање, ако не успеете на централно ниво, како ќе успеете на локално? Значи, кој е помоќ на централното ниво или локалното ниво? Значи, не е логичен. Вели дека не успеавме да ги исполниме заедно, ВМРО е виновно, не знам. А пред 2 недели на пресконференција викаше дека не ни паѓа на памет. Да, и го ценеше Мицкоски, тврдеше дека е многу коректен, за да после само неколку дена всушност смени став. Ова е сето во ред е политички гледано фина една анализа која е апсолутно логична. Да се вратиме само малку на Чаир. Дел од јавноста смета дека и покрај сето ова што е легитимно, што го зборуваш и ти сега утрово и го знае генерално јавноста, сепак Висар Ганију треба да има некаква одговорност за тоа што се обелоденија практично и дивоградбите. Се сложуваме дека не е секаде така, односно дека секаде слично, има сега дивоградби, ќе рушиме држава, тука сме на иста линија. Но прашањето е, му е страф ли на Изет Меджити да го жртвува, ајде вака, ако може да се изразиме, Висар Ганију. Бидејќи де факто, ако бидеме објективни до крај, процедурално и правично и правно, би требало да има одговорност заради ова што кажав и понавно дека не поддржувам, значи, дивоградби, значи, и некои од дивоградбите се случува и пред Висар Ганију да дојде, но има и после откако стапи на функција. Тенденцијата е таму очигледна дека, знаеш, дека еве тие докази кои извади Даниел Арсовска држат. Но тука се поставува едно друго прашање, а тоа е дали граѓаните на Чаир се против дивоградбите. Тоа се да кажам, бејќи на граѓаните повеќе му смета сметот пред вата отколку дивоградбите, значи. И секој, знаеш, навлегол со таа. Јас ја скоро у Топанско нешто имав некоја работа, поминував таму. Одев на кај тоа сервисите за автомобили и кога гледаш дека секој навлегол со тараса, со преградил, доградил, знаете, и сега најголем дел од тоа е нелегално. И не е, како да кажам, урбанистички исправно. И сега тие луѓе, кога некој ги напаѓа дивоградбите, сметаат дека ги напаѓа нив? Да. Имавме во Охрид сличен пример. И баз затоа, кажа ви понавно дека нема да има толку влијание на гласот за Висар Ганију. Јас можно да кажам дека Висар Ганију не би бил соодветниот кандидат на Влен за Чаир, но јас не мислам дека Изет Меджити ќе го остави настрана Висар Ганију, особено сега кога имаат, како да кажам, политички инает со Дуј. Дали докаже дека и со Висар ќе те победи. Дали сакајќи да му наштети на Висар Ганију, Даниел Арсовска всушност му купи втор мандат? Или може да се каже и така. Предлог за кандидат. Се случи одредено обвинување околу него. Знаејќи дека Висар Ганију обосно време како да вегол во некоја, како да кажам, пред кампања за локалните избори, после изгледа дека тој ќе биде кандидат. Генерално кандидат на Влен, така да јас не гледам некакви
промени или некакво изненадување што се однесува до кандидатот навлен во Чаир. Значи сигурно ќе биде Висарганио и мислам дека од Дуј ќе биде Бујар Османи, бејќи немаат Дуј лик освен него. Бујар Османи не верувам дека сака да биде, но тој не може да му каже не на Али Ахмети, бејќи тој е, да кажем, не знам што збор да најбела фигура таму или не знам што. Најчистата. Условно кажано и но не верувам дека повторно ќе има успех пред меѓите. А што е приказната со Сарај? Како ти изгледа таа варијанта во перспектива, затоа што е традиционално Дуј? Да, традиционално Сарај има историја на поддршка на Дуј. Но традиционално чудно. Затоа што традиционално и Куманово имаше историја на поддршка на СДС. Зошто 30 години? Да. Зошто велам дека е многу чудно за Сарај? Доколку социолошки ја разгледаме структурата на албанското население во Македонија, ќе видите дека во Сарај живеат значи, ако некои од албанците во Македонија се најавтохтони, тоа се они од Сарај. Тие се зборуваме за население кое е таму стотици години, нели, на овие простори. Чаире општина со демографија, некој отишол од Сарај, некој отишол од Тетово, и тука луѓето имаат еден, како да кажам, еден зацврстен идентитет. Зборувам за Сарај како староседелци, како луѓе, најголем дел од нив се земјоделци, нели, земјоделски крај, а Дуј никогаш не покажале нит земјоделска политика, нит покажале, нели, почитко, они се некаква, како да кажам, новотарија во албански политички блок, и токму затоа е многу чудно како Дуј просперира во Сарај си во овие години. Сарај има историја на поддршка, но таа поддршка не мора да значи дека е безусловна поддршка. Значи, како што кажав и порано, и Куманово имаше поддршка, историја на поддршка на само 30 години. Максим на минаите години успеа да го победи. Некој се шегува дека конечно падна комунизмот во Куманово. Значи, сега како што кажа и ти, Злате, таму бараат веќе луѓето резултати, не бараат знамења и реторика. Кањонот Матка, една од најатрактивните места на ога Скопје, туристите постојано се значи кога одат до кањонот, таму се соочува со катастрофалните патишта, дупки, не знам што. Да, тоа не го реше и не го реше. И треска. Е катастрофа, значи. Јас мислам дека, особено сега, бејќи Дуј после 20 години ги дочекува овие избори на опозиција. А кај нас ментален склоп не е кај албанскиот политички блок да гласат за таа партија што е на власт. И сега ќе се наваа таму. Зошто Дуј бара заедно со локалните да има и предвремени? Да направи наратив кај обичниот гласач дека ние ќе се вратиме на власт. А ако нема предвремени, гаѓаните како ќе им каже дека ќе се вратиш на власт? Ќе гласат за влен. 50% на локалните избори гласаат за таа партија што е на власт, значи гласаат по автоматизам, а 50% зависи од кандидатот што го имат. Јас мислам дека влен, ако стварно анализира некој многу добар и достоинствен кандидат, има многу добри шанси да му парира на Дуј да го победи. Особено што Изет Меджидиев потекнува од Сарај и колку балем што јас имам информации, сите своји сили, значи 8 од Чаир ги концентрира во Сарај. Изет Меджидиев на парламентарните избори Дуј не беше задоволна од резултатот на Сарај. Влен имаше одличен резултат. Значи, кога зборуваме за националниот наратив на албанците во Македонија, морам да ти признаам дека се уште Дуј некако доминира. Јас барем таква перцепција може се уште да се добие дека никој не може да биде поголем албански патриот во Македонија од Дуј, од една единствена причина, што на крајот од денот тие луѓе земале оружје да се борат за својата кауза, за разлика од другите, тие секогаш ќе го имаат тој епитет на национални етнички херои, секогаш ќе се реповикуваат тоа, но дали сметате дека е доволно созреана граѓанската клима општо во Македонија за конечно нови избори да се
расчисти со таа национална Јас реторика. мислам дека веќе е освесна бејќи влен односно тогашната опозиција за прв пат во историјата доби преку 100.000 гласови, 170.000 гласови. А дуи имаше мултиетничка коалиција. Што на локалните избори ќе го нема таа мултиетничка коалиција. Ме сваќате? Да, не се сложувам дека моќноста таа смисла е на страната на дуи. Да, они теоретски декларативно се трудат. Дуи Златев, во овие избори со нарушени односи со ССМ. Нарушени во загади со ССМ. Нарушени односи со ВМРО, со меѓународниот фактор. Кажа ми, кои општини без македонска политичка партија, особено во Гостивар, Тетово и Кичево ќе го освоите? Не може да реформира. Генерално се случувало да се освои, но Гостивар и Кичево многу тешко. Без ВМРО. Да. Реално да зборува. Гостивар и Кичево, навистина ВМРО има некаков... Но во Гостивар ВМРО има 4 или 5.000 гласови. Да, исто и Кичево е па уште по, нели, поделено по број... Да, па и во Струга. Значи шансите на актуелното ДУИ начело со истите фигури кои се виновни за поразот практично на партијата што отиде во опозиција, не може ништо да направи. Од друга страна кога снема Ахмети и ДУИ за многу кратко време ќе исчезна. Ахмети ги држи, значи ДУИ. Ако го нема Ахмети нема да издржи. На ДУИ е практично никаква во моментот. Да. И шансите исто така. Бејќи и во јавност, значи пред да се стави Артан Груби во црвените листи и други функционери на ДУИ, Ахмети постојано секој месец имаше некои средби со представници од меѓународниот фактор. Во овие последни месеци нема такви средби. Да, значи, ништо како да е изолирана. Значи Агрер не се сеќава веќе со Ахмети. Се сеќава со Меджити, со Мицкоски, со оние другите. Значи тоа е јасна порака до граѓаните. ДУИ во овие месеци доека во опозиција многу е потешко од самиот пекол, да ти кажам. Зошто? Бејќи пробува да креира паника кај албанците. Ќе се укине законот за примена на јазиците, не се укине. Ќе се блокира коридорот 8 и коридорот 10, не се блокираш. Патот Скопје-Блаце, мислам дека ова влада, начело со Мицкоски, ќе го стави на функција. Јас сум сигурен дека до крајот на мандатот. Тоа не одговара само на албанци. Знаеш, што има врска коридорот 10 со интересите на албанците во Македонија. И јас се прашувам дека. Значи, коридорот 10 и патот кон Блаце, значи е добар за... Јас мислам дека за коридор 10 мое видување дека Груби се ставеше во црната листа, бејќи таму имаше и коруптивни афери, значи со Бехтел во договор таму, но сега се преиспита и продолжува коридорот 8 и 10 да се развијат. Но ДУИ сегаш во овие месеци пробува, значи да го постават својот наратив дека во нивно време беше многу подобро отколку до сега. Каде што е влен во владата на наши со наратива за деалбанизирање на институциите и вамто. Јас сегаш правам разлика меѓу владењето на ДУИ со ВМРО допомене на Груевски и ВМРО допомене со Влен. Не правам разлика ВМРО Влен со ДУИ ССМ. Бејќи ССМ тогаш имаше 44 пратеници. Сега ВМРО има 58 и ова треба да го гледа. И претходно исто имаше Груевски, да. И ова треба да го гледа албанскиот гласач како прво. Бејќи ова повеќе се односи на албанскиот гласач. Значи политиката на моќ преку бројки. И покај сето ова што ги има моќта на Мицовски преку бројки во парламентот, Влен има председател на собрание. Апсолутно, да. Има вице-премиер. Има прв вице-премиер. Прераспределување од буџетот на владата за општините има прераспределување во Чаир милиони евра, во Гостивар, во Тетово, во Арачиново, во Липково. Значи не е толку деалбанска политика на владата како што вика. Како што се труда да представува. Значи сега, ајде да правиме уште една разлика. Сега нема тепање на ученици во автобусите. Нема монтирани случаи. Не, како што беше на како што беше хуманно во да, тогаш превладуваше спомене премисата на Томас Хобс. Сакаш да бидеш слободен, нема сигурност. Сакаш сигурност, немаш да бидеш слободен.
Сега ги има тоа. Има тука една друга димензија. Значи видете, очигледно е дека ВМРО ДПМН е на Мицковски успеа да расчисти со примитивниот македонски национализам. Проблемот е што и треба да се расчисти. Што Дуи не успеа да расчисти со примитивниот албански национализам. Значи има тука една сега се още намерно вика на избори, нема друга идеја. Нема да успеа. Намерно го ставам примитивниот напред како трибалистичкиот менталитет и така натаму. Има не е проблем некој да е десен, да сака да се зачува традицијата, вредности и така натаму, ниту во албанскиот, ниту македонскиот политички блок. Но проблемот е кога вие влегувате со националистичка кауза која е милитантна едни кон други. И состојбата е дека на оваа страна веќе нема милитантна атмосфера кванците никого. Не може да се чуе, не може да се види. Не, знаете, имаше една фама пред предходните избори, да тоа се расправ во македонскиот блок, кој седна луѓе, вика, не купувајте, вика, во Кипер, тоа е албанска фирма. Да купуваш, викам, во Кипер, не треба да си македонец или албанец, логика, идеш, ти е за 20% поевтино, ако си будала, да будаеш на некој 20% плюс, тоа е твој проблем. И веќе мислам дека кај во нашиот во двата блокови полека се научија тие лекции. Секогаш и во двата блока има такви луѓе со такви ментален склоп трибалистичко мислење. И кај албанците и македонците. Многу е важно политичките чинители да не го пробуваат да го на пазар, на политички пазар ова реторика. Тоа е важно. Значи, кога зборувам за чинителите, за оние што се на власт, како прво. И добре е што не пробуваат, значи како во бизнисот овде седеле луѓе на твоето место и велеле албанците вика ја купуваат Македонија преку бизнисите. Јас викам не, луѓе, не албанците. Дуи ја купува Македонија. Кога некој гради, не знам, ако Фатмир Етеми, го земам како пример, го примите, немам ништо лично. Као пример го земам. Ако Фатмир Етеми криминално го приватизира Скопски пазар, не одат тие пари кај албанците, тие пари одат кај Фатмир Етеми и обратно, нели, со сите тие криминали и така натаму. Кај нас има една тенденција да се даде етничка димензија на работи кои немаат во суштина. Тоа ми беше наратив на сегаш на Дуи. Дуи сегаш правеше наративи да го виктимизира албанскиот граѓанин, па после да се представи како нејзин спасител. Односно, да се демек Дуи е чаторот на албанците, што не е така. Да. Што се овие 107.000 гласа за влен? Не се албанците. Не се албанци. Апсолутно. Да. Значи, сета таа реторика сега се гледа дека на Дуи почне да им паѓа од вода и немат некоја друга. Дури ни Рама не може да им помогне. Пробува Рама сега. Јас мислам дека има прости Рама во сето ова работа што се деси. Добро, од каде е таа партнерство на Дуи со сите велат, уште ова и одиме со пауза реклама. Сите велат Еди Рама ги контролира Дуи, Албин Курти ги контролира Влен. Значи, албанците во Македонија, нивните политички представници, како да се недоветни, па се имаат дадилки, едни од Албанија, другиот од Косово. Дали во реалноста е тоа така и зошто едните го сега не се занимава со Влен, бејќи тој има своји проблеми во Косово. Уште не успел да го конституира парламентот, значи после изборите. Значи има и други проблеми со формување на влади така натаму. Исто тоа мислам дека го искористи малце Еди Рама овој простор, значи. И колку толку успеа. Не успешно, али тој проба. Проба да направи колку толку според него, значи успеа, али јас ќе видите сега и на локалните избори дека за џабе им беа тие обиди да го. Тоа значи дека од каде доаѓаат овие партнерства вака што се зборуваат? Па многу одамна, веќе е јавна тајна, значи уште од таа фамозна тиранска платформа што за мене беше грешка, што сега некои представници од Лен таму се потпише, бејќи таму тоа платформа беше за спас на Дуи, не за
за албанство или така натаму, и тој сака да се представи како лидер на албанците во Балканот. Тој има политички наед со Албин Курти, затоа пробува, значи. Да, ова значи дека практично неговата моќ не е толку веќе релевантна. Не, не е лидер во албанска смисла во регионов. Или барем тоа ќе се покаже сега на локалните и ќе знаеме колкави се шансите на Рама. Добро, Рама победи во Албанија убедливо и покрај сите скандали, покрај се. Бериша веќе 90 години, значи не се откажува и затоа мислам дека Бериша многу услуга му прави на Рама. Добра, ми реално сега Реза Чекорич, овако на негово тло, на територија на Албанија, некој врати на некој начин натрака владење на право на некој начин. Еве да бидам вака искрен, кога гледате инфраструктурно што се случува, особено со приморието, Албанија за нас навистина е запад. По пол време кој го посетува, може да се види дека инфраструктурно се нормално имаат многу предизвици. Исто како и нас, но се гледа дека ако мене ме прашате во овој момент Албанија економски го има оној бум кој ние го имавме, не знам, 2006-2007 до 2010-2011, сега се случува тој бум во Албанија, но во меѓувреме не имавме еден пат и стагнација, па сега некако се изедначуваме. Мојата прогноза е дека за 5 години од сега ќе ни биде луксус дури и албанското крајбрежје. Особено во Драч. Да. Бејќи таму се најава и некои многу големи инвестиции од Дубај, така да мислам дека е едно од најатрактивното крајбрежје во регионот. Одиме на слушатели, ако веќе планирате да инвестирате, Албанија е совршена опција. И знаеш како се, после нема валјда да речат, како вие што имате подтрибалистички карактери, еве сега доаѓаат македонците, ни купуваат имоти, а во овој момент може за многу ефтини пари да се купи апартман на море во Албанија и да уживате и да го издавате и да имате добар yield годишен. Одиме со кратка пауза за реклами, враќаме во вториот дел, во кој ќе откриеме кој е всушност и кој ќе биде вистинскиот лидер на Влен, затоа што тоа ми е некаква конфедерација која Европска Унија очигледно е дека Travari беше Виктор Орбан, ако веќе правиме споредба со Европска Унија, но сега да видиме кој е таму Шолц, кој е таму Урсула фон дер Леен. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Хајде да го анализираме феноменот Влен. Мене Влен ми е многу чудна политичка структура. Се создаде како некаква конфедерација, би рекол, од повеќе политички партии, идеолошки различни. Ако може воопшто во Македонија да разговараме за идеологија на политичките субјекти во земјано, не знам. Од една страна алтернатива за која се смета дека има некакви конекции со Турција, од друга страна е Беса која се раздели со алтернатива, па после се споја во Влен. Од трета страна е Изет Меджити кој е бегалец од Дуи. Од четврта страна, ако заборев некој, е внукот на Али Ахмети, како се викаше тој? Не внукот на Али Ахмети, овој Дрина Ахмети. Не. Што е министер, нели? Што е министер? Се исклучив малку извината, бидејќи го читав коментарот. Внукот на Али Ахмети кој е критичен кон Али Ахмети, ствари. Само испочитуваме Геко Василева, не ми се верува дека ВМРО-вските новинарчиња седат на радио зборуваат глупости и заработуваат од тоа. Геко Василева. Отвори си радио, зборувај си глупости. Не би било добро профилов да не ти беше лажено. Да, не е слободно. Значи пробај со тоа и след тоа. Кај тоа не е ВМРО-вски новинарчиња. Но да го испочитуваме човек. Како се создаде тој комплот и може ли на долг рок да остане или ќе се случи нужно една дезинтеграција таму? Јас понегош на шала велам дека да дојде тука и Джордж Орвел не може да не анализира нас во политичко. Не, ова е многу тешко да се анализира. Кај нас има и во Влен, и во Европскиот фронт имаше лидери што во минатото се гледаја на нишан, а сега се заедно. Пример, Села со Ахмети, да речеме, или Села со Тачи, или сега како што спомна и ти, Одеса кога се раздели, сега се заедно во Влен.
Без разлика, јас се надевам дека чадарот влен ќе обстои и ќе продолжи со оваа идеја и ќе се претопат во една партија. Идеологија практично да нема не само во влен но во ниту едно поре од нашето општество. Јас мислам дека како што спомна и ти, сите лидери, освен еден, имат малце политички белек на лошо, да речеме. Зашто викам на лошо. И алтернатива имаше некој една година два владење се дуи заедно која беа во владата на ССМ. Истото и Беса. Со дуи. Сите биле со дуи. Изет Меджити беше во дуи, значи единствениот што нема белек, што никој не може да им рече дека ти си бил со дуи. Е Арбен Фетај. Тој е вице-премиерот за добро владење, еден извонреден кадар. Еден ресор кој не можам да го разберам, но да, извонреден кадар, што се отцепи од каравари само да не прави коалиција со дуи. Да, може да не го објасните неговата биографија за кој станува збор? Арбен Фетај мислам и завршил и студии, и докторирал и се во Брисел, работеше во Брисел. Мислам дека во Европскиот парламент, не ме фаќате за збор, таму живее и неговото семејство, колку што знам, али потекнува од Македонија, од село Опај, од Кумановско. Многу добар кадар, мислам дека со овој потек сега што направи, ќе добие политичка тежина и во владата. Мислам дека ќе добие и од Мицкоски политичка може тежина. Да стане Арбен Фетај лидер на... Јас мислам дека единствениот, не кажувам дека Изет Меджити нема лик за лидер. Но сега ќе му стои на тоа, значи, надговете историја дека бил со дуи. Јас мислам дека Арбен Фетај има дуи предиспозиции да биде лидер на ВЛНБ. Никогаш не бил со дуи, не корумпиран, значи нема афери коруптивни. Сето тоа што го имаше пред да стапи во функцијата, премиер го пријави во антикорупцијска, бејки и добро стои и финансиски пред да стапи, значи, на вице-премиерско место и одлично стои со представниците на меѓународниот фактор, особено сега. Значи е прифатлив и за меѓународниот фактор како лидер. Сега колку знае тој да прави политички потези, да се наметне како лидер, тоа е негова работа. Јас мислам дека би бил идеален да биде лидер на ВЛН. Но има сега тука една друга димензија. Ако го гледаме, да речеме, не знам, еден Крешник Бектеш, ќе видите еден човек кој е новата генерација практично на дуи. Да. Ако го видите во оваа влада на Мицкоски, дали има пар директори, има одредени министри, ќе видите новата генерација на ВМРО ДПМ. Во СДСМ певе и Ана Чупеска и како се викаше Фани Карамфиловска и тој што име генерален секретар, не му го паметам во моментов ни името, нека ми прости. Александар, мислам дека беше, да, може би грешка. Но тоа е пак новата генерација на СДСМ. Која е новата генерација на ВЛН? Ние гледаме политичари во ВЛН кои се со години се тие истите. Да. И Гаши, и овој како се викаше, Касами беше освежување од 2014 година. Да. Сега сме 2025, да. 10 години е тука. Кои се новите ликови на ВЛН? Јас се надевам дека тоа што кажат сега дека ќе бидат многу нови ликови кандидати за градоначалници, што ќе ги промовира ВЛН и ќе проба да ги метне, значи, во тој ме разбирате што зборувам? Да, дали имаме луѓе што ги граделе како потенцијали. За жал ова што го кажуваш, Златеве, е преточно, бејќи кај нас лидеите не граделе ликови кои што ќе може да ги, како да кажам, да ги заменат. Значи сегаш со години се истите луѓе. Не види и кај нас не граделе во ни ВМРО ни УСДС, но работа. Сега се појави Тимчо Муцунски, се појави овој од локална самоуправа, што е, значи има некои
Има. Но станува збор за поголеми. Сега во ден го има на пример Бесар Дурмиши како нов лик и Арбен Фетај што го спомнав. Значи не е толку ситуација така да кажам лоша, освено по најавите и од ден дека ќе бидат сите повеќе од 60% од кандидатите за градоначалници ќе бидат нови ликови во јавноста, кога викам нови ликови, значи непотрошени. Мислам непотрошени политички. Ликови се надевам дека ќе биде. Ти доаѓаш од Арачиново. Да. Конечно има ли канализација во Арачиново изгради, али затоа што се сеќавам повеќе приватно изградивме канализација. Се сеќавам 2015 исторични пари, да. Година која кажа Зоран Заев и излезе вика ние во Арачиново гласаат за канализација да им се изгради, не гласаат веќе етнички. Поминаа толку многу години и токму затоа ми е прашањето. Не, уште каналот не е отворен, значи 20 години за тој канал 80 ленти, демек ќе се затвори каналот, уште е отворен канал во Арачиново. Значи 80 ленти. Да. Ние сме сериозно за сега во моментов кој е на власт локално таму? Дуе сега е на власт. Пред тоа имавме СДСМ некако. Арачиново никогаш не победува едниот кандидат два пати историски, никогаш. Значи имаат огромна граѓанска свест да предпознаат дека амбиентално живеачката е поделеност или постои некоја, знам, синхронизација внатре. Синхронизација, да. Да. Не се поделени луѓето, значи. Ќе се договорат пред локалните, значи овој за 4 години што направил, нечини ќе пробиме друг. Никогаш во историјата единствената општина што не победил еден кандидат два пати. Никогаш. Swing voters. Да. А криминална процентуална варијанта е намалена или е само невидлива, не гледа? Знаеш, искра, тоа е стереотип. И јас се сеќавам 2016 или 15 година, као новинар на Сител, одиме во Арачиново да снимаме некој тамо сквер на Велцрквата. И ние одиме као телевизиска екипа, малтне подготвени да не линчуваат и да не убиваат, знаете. Ја доаѓам во Радарци, прв пат сум видел албанец на 15 години од кој сум имал и сега ти одиш во Арачиново и очекуваш дека ќе ти се случи, сега отворено ќе дискутирам, дека ќе ти се случи таму физички напад, затоа што ти треба да снимаш како некој. Баш затоа му покажам на злата, ви сакам. Суштината е дека тогаш 2015 година во најнаелектризираното со шарени револуции чудо, нас како екипа на Сител, мене и тога снимателот, сега да не го именувам човекот кој е, таму не пречека луѓе албанци кои ни дава изјави во кои го осудуваат тоа што некоја будала и го кажа кој го направил. Јас некој година и напишав еден статус што би сакал да го почитам. Да го почитам кога беа, значи, случаите со Евана. Значи немавме струја веќе 2 недели. И јас не ги упразвам тие што не плаќаат струја. Јас плаќам струја или зашто да немам јас ако некој друг не плаќа. Значи тие да немат, ама јас треба да имам, ја ги плаќам. И имаше многу предрасуди за Арачиново дека ќе те крадат струја и бла бла. И тоа напишав еден статус. Значи гледав секакви коментари што ме иритираа и мене што живеам таму. Ќе почитам баш. Арачиново е местото каде што најмногу имате предрасуди. Наместо да го отруете народот со невистини за местото каде живеам, дојдете на прошетка во Арачиново да се ја запознаете татковината. Да видите дека и ова е Македонија, да видите дека и тука има живот и секојдневни исти проблеми и дека не мислат луѓето на крадење, туку на живот. Да го видите убавината на традиционалното албанско гостопринство. Кај мене во куќата многу професори што ми предава на Јустинијан се биле нагости кај мене и нема никакви проблеми. Суштината е дека најголем дел од популацијата јас не сум подборник не само, значи, кај македонски политички блок. Јас имам пријателите, се надевам дека ме слуша, јас имам пријател, животен пријател од Битола што студиравме заедно. Секогаш одам таму, значи спијам во неговата куќа без проблем, значи. А во Битола кажуваат дека е, значи таму превладува адиалбанската реторика, дека се албанофоби и така натаму. Сегош кажав ви на почетокот, ке албанците и македонците сегош има такви типови со трибалистички менталитет, но не треба да има предрасуди. Општини предрасуди, ме сваќаш. И во Арачиново има такви, но не се сите такви.
Еве, слободно и вие и Злате може да дојдете на кафе да пиете на рад, никој ништо нема да каже. Топ, мислам се. Освен само мужи месме друг проблем, не гледам. Да, но суштински, значи, локалните проблеми остануваат и знаете како? И на крајот од денот. Со истите проблеми се соочува и едно село во Битола и во Рачиново. Но такви проблеми има секојдневни. Знаете кај е проблемот? Кога, еве на пример, постојано во Македонија зборуваат која ќе излезе онаа листа на плаќање на данок на имот по општините и сега ќе излезе, не знам, Рачиново или Сарај, небитно кој ќе излезе шампион дека најмалку таму нели се плаќа данок. Се наплаќа данок, да. Не успеа. И секоја година ги вадат тие статистики, излегуваат јавно тие статистики, а тие статистики според мене како етнички македонец се класичен расизам. Зошто? Затоа што наместо на некој да му текне да го реформира системот за наплата на данок на имот, да може тебе УЈП да ти блокира сметка без тие извршители чуда врагови да ти собере пари, или пак да не можеш ти да оствориш одредени права кон твојот имот доколку немаш платено данок на имот, да видиш како сите ќе го плаќаат тој данок на имот на време. Сега, наместо да им текне да го реформираат им одговара да го системот за наплата на данок во државата кој е општо проблематичен. Што мислите дека е тоа што има поголема наплата, не знам, во Лисиче дека повеќе функционира таму, не бе хаос, во цела држава е хаос тој систем. И наместо да го реформира некој системот за наплата на данок на имот, да рече, видете, ќе го собира УЈП, а парите ќе ги трошат општините, кај нас уживаат само секоја година да кажуваат кој е шампион по неплаќање на данок на имот. Да. Така е. Како да им одговара тој, знаеш, диспаритет етнички и постојано не се само трудат на да го оправат системот, туку да ги продолжуваат предасуите. А битно е, како што каже ти, значи системот да се оправува за да се наплати тој данок. Тоа се надоврзува и со ете, да кажеме. Сега навлегувам во друга тема. Слободно. Со трагедијата што се случи во Кочани. Сега се обидува некој да го инструментализира, значи политички да поентира и така натаму. Но пред се, јас мислам дека прво е кај мене проблемот, кај тебе и кај Искра, кај нас, кај нашиот менталитет. Зошто викам така? Јас сегаш, кога се обидувам да завршам некоја работа надвор од правилата, со гордост велам, го имам човек од натре јас. Имам таму човек, Имам човек таму. Ама тој човек нас не гуши. Тој човек не е решение, тој е проблем. Значи, секогаш, додека ја нормализираме ситуацијата на влијание, ние за жал ќе продолжиме да броиме жртви. Значи, сакаме да имаме ред во оваа држава. Ако сакаш да имаш ред, ќе мора да знаеш да почекаш ред. А не човекот натре да биде решение, бејќи тој човек натре, тој е виновникот. Ме сваќате? Значи, тој е причината за дисфункционални институции. Човекот натре. И луѓето, тој човек натре не треба да го гледаат како решение. Туку како проблем. Сериозно, бејќи тој не донесе до да броиме жртви. Знаеш како ја постојано го споредувам начинот на возење. Албанци живеат во Скопје, живеат во Швајцарија, македонци живеат во Скопје, живеат во Германија. И сега јас си го поставам прашањето како тие албанци и македонци кои живеат во Германија и кои живеат во Швајцарија, кои возат у сообраќај се најкултурни граѓани. Значи, ѓубра кога фрлаат. Значи, истите луѓе, станува збор за истите луѓе, тоа е што ниту тука живеел, се преселил, отишол, живеел у Швајцарија, тука живеел, отишол у Германија, таму е дали е работник, дали е сладкар, дали ресторан држи, дали е кувар, неважно, но истиот човек. Како може кога вози у Скопје да биде бомбаш самоубица, а кога вози у Цирих или кога вози у Дортмунд, па тоа е таа култура, да биде господин? Ние треба да изградиме таа култура, како што кажам.
Ама не, таа култура казните ја градат. И околината знае. Не ја градат таа култура, не се роди од ние, значи, без разлика што работа и кога правиме термини за пасош. Прво што ни паѓа на памет, чекај да имам некој човек таму. Да. Од таква не. Од себе си. Да, од себе си, па прво, па потоа. Ја искрено да ти кажам, да јавно кажам, 3-4 пати ме имаат казано полицаите во сообраќај, сум плаќал. За добро веќе 2 години не имам казни. Да. Тука негде сме негде у епилогот. Јас ја на кола имам ми свири секојаш кога ќе возам над дозволеното, тој системот за детекција на знаци го имам. И тоа ме спречува така што мислам дека сега нема да ме кажнува. Јас сум школски возач, почитувам така што казни немам. Школски возач, знаеш да сега малце предрасуди кон, доста е со етнички предрасуди, дај малку со предрасуди кон жени. Како знаеш бочно да паркираш, ме интересира. Секако. И во Рикверц возам, па така од паркинг излегувам, исклучува во Рикверц, никогаш не вртам колата ја. Ти си доказ дека бочно паркирање кај лесно апсолутно. Може мене треба да има одличен инструктор своевремено така што кој сериозно беше строг и ме научи да возам. Тоа е тоа. Дженер, ти благодарам многу за твоето гостување. Утро 10 часот и 5 минути. Супер анализа. Не ни очекувавме помалку. Слушатели, тука е крајот на оваа емисија со Дженер и Сени, политички аналитичар, одлична анализа. Политиколог по образование од Универзитетот Јустинијан Први. Искра Коровешовска, новинар по образование и одличен паркирач во бочно. Значи и Љупчо Златев, кој одличен водител. Кој без камера не знае убочно да паркира и еден од најголемите добитници на иновацијата на паркинг сензори. Иначе пред тоа имав туп, се викаше сензорот. Сега сум многу добар. Сега сум многу подобар. Имаш навигација, тоа. Без навигација не знам ни до дома да стигнем. Нормално се шегувам. Чекам да дојде најновиот модел на Тесла и да има сегде више приклучено за тоа автоматско возење да си го уклучам. Тоа ти е од црните пари ќе си го приуштиш. Тоа вие што ми ги зборат. Овде да, инаку на последните избори ние бевме еден од медиумите кој зема најмалку пари за политичко рекламирање, ама нема везе, нека се зборуваат. Почитувани слушатели, се гледаме утре, го имаме Сотир Костов, продолжува влашкото влијание на Радио Лидер, понеделник Столе Влав, вторник Искра Влајнка, среда Сотир Влав. Сумнителен. У четврток е Србин, тоа е Драган, македонци, останавме само ја и Звонимир Јанкулски.